Еве го Пипи. Еве вака сега колегата Горан ќе ни го екранизира ова прекрасно искуство на Ете не Кира. поздравуваат. Не поздравуваат. Како рековме Горан Пипи? Пипи ќе си Добра, го за оние кои што ќе сакаат да си го имаат во својот дом, за скоро ќе кажеме Пипи со го Цеца. додаваме? Ние му дадов името Пипи. Готово, сега ќе остане Пипи. Но да, оние кои што ќе си добијат награда, Ќе кажеш ти кога. Да. Значи вака, само кусо. Дека станува збор за едни од најинтелигентните можеби птици во светот, апсолутно мислам дека ќе посведочи и Кире. Некои видови да речеме како африканскиот сив папагал вели имаат способност да разберат и користат зборови како мали деца и може да решаваат сложени логички задачи. Сигурно си сретнал во искуството твое. За разлика од многу други птици, папагалите имаат способност да имитираат и човечки говор, затоа што нивниот вокален апарат е прилично многу флексибилен и комплексен. Потсетуваме, папагалите не само што летаат, туку некои видови се одлични воздухопловци, тие може да летаат со голема брзина и да изведуваат сложени маневри да избегнат некакви предатори. Некои папагали, да речеме, како какапо од Нов Зеланд, Кире, не знам дали си слушнал, се ноќни и не летаат, што е вели голема реткост помеѓу папагалите во светот. Историски, канаринците, овие кои што во моментот ги има токму во студиото благодарение на нашиот Кирил Тодоровски, и папагалите биле користени во родниците за рано предупредување од опасни гасови и нивната чувствителност им ги спасила животите на многу рудари. Чисто да знаете што е куриозитет за канаринците и во студиото ни доаѓа човек не само што ги чува, туку има баш љубов кон истите, баш онака нека длабочина која што мислам дека денеска ќе си ја преслика. Кирил Тодоровски, пасиониран љубител, долгогодишен гледувач, еден од најпосетените македонски, можеби, познавачи на екзотични птици, односно на папагали. Така што ќе ти заблагодариме што можеби направи преседан за да искочиш пред камери, во случај на Телма телевизија, и ќе ја поздравиме нашата Наташа, која што вели, не знам како го убеди, меѓутоа јас имам моќна убедување. Не, ќе ти биде пријатно како дома и ти благодарам пред се што потврди да дојдеш и пред се да говориме за Ви благодарам и на вас, и на поканата и на учеството во емисијата. Да, ќе зборуваме за интересни работи поврзани со птиците, со папагалите, но она што сакаме заеднички, јас и Марко и секако Кире да го споделиме со вас, е дека веќе на нашите социјални мрежи, на Утринска на Телма, објавивме едно видео каде што ова папагалче, Пипи ние си го нарековме, но вие ќе може да го наречете како сакате, ќе заврши во нечiji дом, се надеваме ќе заврши кај вистинскиот собственик, заради тоа што навистина е многу важно оној кој што ќе си го чува да има многу голема љубов. Да биде голем љубител, да ги сака животните и птиците. Така што аплицирате таму, а ние сега чекаме со ваше име и презиме на Инстаграм, на Утринска на Телма и на Фејсбук. А инаку, Кирил, од кога започнува првата љубов поврзаност катарза која што имаш со птиците? Вака да ви кажам, еве со Горан се познаваш, со нашиот Драган Шамилович, куп луѓе кои што се ги познаваме во Скопје. Од многу мали нозе. Татко ми мој, морам да го спомнам покоен сега, он чуваше би голуби, канаринци, све, и од многу мали нозе сум со птиците, со животните. И некако така спонтано дојде, они сите ми бранеа, и мајка ми, татко ми бранеа да чувам, вика учи. Некако мене ме врза љубовта кон птиците и од многу малено за ги чувам и ги гледам. Добро, во моментов имаш колекција од колку? Па многу. Моментално имам 20-30, кажи ни од прилика, не од прилика можам и точна бројка, 100 птици сигурно. Добро. Да, 100 птици. Моментално имам папагалчиња тигрици и канаринци. Канаринци имам две врсти на канаринци, тоа се липокром жолти. Тоа е таа женска, тука сега, таа е женска канаринка, изложбен примерок, да. И тој германски сокапа. Мора да придам дека. Има, не знам ли го забележиш колку интересна капа има. Да. Во моментот. Ау, да. Да, тоа е. Кажи дека тоа е специфично. Да, тоа е таква птица, да, германски сокапа се викаат тие, да. Дали ќе можеш да го фатиш? Не знам, да, малце е тешко, дури јас се две го доловив. А инаку се во пар? Не се во пар, сега моментално да не носиме многу кафези, па затоа ги ставив двата тука. Да не ги вознајдуваме. Така да тие се два типа на канаринци што ги одгледувам, липокром жолтите и тие се канаринци што се такмичат во боја. И германските со капа, тие се такмичат, они се специфични да изложба идат, треба да им биде добра капата да им се погоди се. Велиш овој од Германија е донесен?
како мате? Да, тој канаринец го купив од еден мој другар, бевме Италија, он од Италија му го донеса директно од Германија, значи од одгледувач од Германија, и канаринецот е првак у Германија. Прво место во Германија е канаринецот. Освоено прво место. Искрено ми гледа како цртан лик. До Да. толку интересен. Да. Инаку, што значи да се живее, Кирил, со папагал, со канаринец? Колку емотивна интелигенција и поврзаност покажуваат овие птици? Многу. Еве, Многу. апропо со рударите, например, сега кога спомена податок. Не знам како да ви објаснам, јас уживам кога сум со нив. Ме олабавуваат и колку да сум нервозен, колку да сум денеска напнат, стресов и било што, ја кога ќе седнам кај нив ја уживам. Спокојството. Да, мозокот ми е пуштен на пасење. Како да ви објаснам, слушаш разговарам со нив. Буквално разговарам со нив, како да ви објаснам. Од долгогодишното искуство, кои се најчестите митови или погрешни верувања кои што секој пат ги имаме околу папагалите и канаринчињата или овие екзотични примероци? Па не знам што да кажам, канаринците не се толку, нема некои митови за канаринците, за тигриците обично знаат да кажат не за мали деца, бебења да речеме до 2 години, 3 години, затоа што од знаат да која пуштат некоја си прашинка имаат што ја пуштат, па да не фати детето алергија, такво нешто. Иначе нема нешто. Какви услови Кире барат за еве оној кој што ќе си го добие пипи во случајов? Какви услови треба да му овозможи на овој канаринец за да нели го излече, да речем, можеби и максималниот животен Така, век? па на него му треба најнормален кафе со тој за едно пиле. Храна, вода, храна мешавина, водичка редовно. Може му се става јаболче, малце, марулче, витаминчиња да се купат. Да не се вади на ладно, топло. Растителниот цвет кај нив, а да речеме некои инсекти, бачиња или тоа Па да, имаат проблеми со комарци канаринците. Да, комарци немаат они некој голем проблем да почини или нешто, али знаат да ги кастат по нога, да го касте комарец. А, ти мислиш да ги јадат? и да тоа мислев, ама супер ми одговори всушност, податок. тие Видам треба да дали- плашат А не. Мислам, апсолутно само чисто беше како прашање, знам дека нели се секако таман работа мршо јади, мислам, али Да. еве некакви инсекти видам дали некогаш можеби. Дали е дозволено да си ги пуштиме во затворен простор, ако веќе се навикнат на атмосферата во домот? Па тоа е желба на човекот што го чува, дали ќе го треба да пушта или чистиш не. рукави. Обично канаринците не се птици што се за играње, за Интерактивни, пуштање во да соба, речеме. да. Папагалчињата се за таква работа. Али може, има луѓе, знам луѓе што и ги пуштаат, исто си играат исто си ги спитомуваат, седат со нив на маса на. Интересно е тоа што велиш дека сепак си има и кај нив спецификации и критериуми кога станува збор за изложби и собери на одгледувачи. Секако Така, што еве твоето последно беше во Италија, чинам, со група пријатели кои што Да, во моментот да. се вратив ти од тоа патување. Што учиш од овие средби и што тие значат можеби за заедницата на папагалите? Многу големо искуство, многу се напред од нас. Многу можеш да научиш. Можеш да видиш тоа што не сме го виделе ние никогаш тука. Кирил, која е најекзотичната птица која што си ја видел вака низ твоите патувања низ светот? Која што кај нас ја нема, можеби е тешко достапна? Па има птици, сега не им ги знам баш имињата, али има птици доста што се. Да, јас сум љубител да ви кажам искрено на ара папагалот, тој ми е у срце. Мислам многу интелигентна птица. Тука паѓа исто жакото, паѓаат жакото, какадуто. Многу добри птици, многу и птици што комуницираат со луѓето, буквално зборат. Ако те прашам што те научија папагалите во животот и дали се чувствуваш еве ти сподели дека тоа ти е спокојство, те направија духовно побогат и ја велиш си имал некои искуства нели во животот. Кој папагал ти го има во своето срцето до сега? Нешто ти останува нека селективна меморија. Розе какаду. Розе какаду, многу ги сакам. Сега моментално имам, у преговори сум за да нарачам да купам еден пар. Не знам, некако многу ме пленат. Со убавината, со интелигенцијата, со... А инаку, еве, со цеца те прашаме зад камери, има така доста од се уште да речеме од нашите семејства, заедницата пасионирани се зголема бројот на гледувачници кај нас. Пак ја композирам Чичко Драган кој што е ветеран во истата. Така. Поздрав за Чичко Драган, да, он е ветеран, он е еден од основачите на
птичарството во Македонија. Славе и така чинам? Да, он беше почетокот во Славе и сега сме во Канариус. Тоа е друштвото каде што ја членувам. Броиме 30 на членови, 90% сме млади членови, 30, 35, 40 години. И сме големи љубители. Во нашето друштво баш сме големи љубители. Сликите каде што ќе ме гледаат гледачите на каде што сме со друштвото, тоа сме во Италија. Колку беше сега патувањето, беше така? Не, тоа беше лани. Патувањето, да. Бевме во Италија, дружиме, споделуваме искуства, млади членови, не знам. Добивте одличие, добивте и награда, така? Не, во Италија не, во Италија отидовме само да ги посетиме изложбата и искуства и да набавиме птици нешто за нас. Тука купуваме птици од таму. Многу добро искуство. Многу добро искуство. И ја представуваме Македонија, што знам како да ви кажам, се чудеа луѓето во Италија. Се зголема бројот на гледувачи? Па не. Не, многу слабо за гревата, младите не покажуваат нешто баш. Не покажуваат, да, интерес, не покажуваат желба. Ние се трудиме се во друштвото баш, имаме некои разговори, да правиме едукации. Па да, треба по школи, по градинки, по нешто така, децата да ги доближиме до птиците, да осетат таа љубов, да видат како е. Да, затоа што други беа времињата, ви ти спомена кога си растал со твојот татко, некако порано, јас да ви кажам искрено, експанзивно беше како приказна. Да, ја да ви кажам искрено, моите ми давале пари за јадење. Ја не сум јадел, сум купувал птици. И не жалам за ништо од тоа. Буквално не жалам за ништо од тоа, затоа што ми исполнува оваа работа. Исполнува. И е многу убаво, не знам, олабавувате, смирувате. Да. Имаш ли, Кирил, некакви планови за летниот период или за можеби до крајот на годината за некакви надпревари на затоа што спомена над 150 птици имаш во моментов? Да. Морам да се пофалам и благодарение и на моето друштво и на дечките што функционираме во друштвото. Имаме двајца добри суди и Чичко Драган ми е исто дел од таа заедница, што ме насочуваат како треба, изгледаат како треба да биде право како пилето. Ланската година мора да се пофалам, поминав многу добро како почетник со липокром жолтите канаринци. Прва година такмичев и во Србија и во Македонија. Поминав многу добро и во Србија и во Македонија. 4 изложби, 4 први, втори места имав. Во Македонија исто прво, второ место. Се трудам и оваа година да биде исто. Кои се критериумите така што се почитуваат, да речеме, нови изложби, за да имате добар изложбен модел или примерок? Само добра птица, добро матично јато и има резултати. Иначе тешко, со слаби птици не. Ке треба да го посетиме твојот дом. Тоа ќе биде веројатно добро. Слободно повелете кога сакате, вратата е отворена. Прекрасно. И за крај, бидејќи знаеме дека многу видови папагали се загрозени поради уништување можеби на нивното живеалиште и трговија, колку сме ние можеби како одгледувачи луѓе одговорни за нивна заштита и која можеби најголема закана за овие примероци? Па ние се трудиме да ги заштитиме со таа наша љубов што ги одгледуваме, што ги чуваме, а за жал имам луѓе што се бават со криволовство, со такви работи, ги уништуваат, не знам, го гледаат ова како бизнис, како пари, како... А не како љубов и пасија. Да. Има и такви, јазда повеќето од одгледувачите што сме во цела Македонија, не само во Скопје, се страствени љубители на... и не го прават тоа. Ке ти заблагодараме сега дека беше безболно, нели? Сега следен пат на твој терен сме. Важи, нема за да го проблем, прикажеме ова твое славење на птицата во пресрет на утрешниот датум, кажавме 31 мај, прифати да бидеш денеска со нас во утринска ателма, така што ќе потсетиме на социјалните мрежи на Инстаграм и на Фејсбук. Веќе ве очекуваме со ваши коментари за да го доделиме Пипи на најстрикниот. Така што ќе те комуницираат, Пипи ќе забиде кај тебе, а потоа ќе го поврземе потоа ќе го доделиме ќе. Ете така.